Камерата гостува меѓу младите задругари при Централното основно училиште Драга Стојановска во село Ракотинци крај Скопје. Насекаде е пролет, а со пролетта и тие, задругарите, се разлетале како пеперуги, за нив нема запир. Дворот сакаат да им биде уреден и чист, зашто деновиве го прославуваат и својот патронен празник. Нивната задруга е млада, формирана пред 2-3 години, но резултатите што ги покажува заслужуваат пофалби. Во секој случај, еве еден добар пример по кој треба да се поведат и други училишта од Републикава, зашто во многу училишта постојат услови за формирање на вакви ученички задруги. Впрочем, условите со текот на работата и сами се создаваат, треба само да се почне, да се организира работата. Како е формирана задругата во училиште? Разговорот со наставникот Иван Крстевски, еден од одговорните со задругарите, тоа ќе ни го открие. Како се роди идејата за формирање на ученичка задруга во вашето училиште? Идејата во нашето училиште Драга Стојановска се роди спонтано, бидејќи нашето училиште располага со 8 декара земја, околу 4 декара беше уредена со паркови и друго зеленило, додека околу 4 до 5 декара беше необработлива површина. Во разговор со наставниците, сите се сложивме дека треба да формираме една задруга, бидејќи и заводот за општинскиот завод ни даде еден статут како идеја и врз основа на тој статут ние почнеме со работа. Какви се понатамошните планови за развојот на задругата? Бидејќи нашето училиште Драга Стојановска е централно основно училиште и има околу 9 до 10 подрачни училишта, а и тие училишта располагаат со површини за обработка на земјиште и рачунаме да во текот на овие следниве години да и таму се развие работни единици кои ќе бидат во склоп на Централното основно училиште. Постои ли некоја соработка со други ученички задруги од ваков вид разменување на искуства и слично? Па при размислувањето ние стапивме во контакт со Централното основно училиштето Климент Охридски од село Драчево и они доста ни помогнаа при разработка на овие работни единици што да работиме во нашата задруга. Работните навики кај децата се битен предуслов за да станат добри работници во идни на пионерите. Какви работници се покажуваат, со каква одговорност пристапуваат кон работата во задругата? Пионерите нормално како и што добро учат, они се и добри работници. Тие се послушни, тие се еден вид мравки кои при акција, ми имаме еднаш во неделата, секој ученик 2 часа треба да работи. Работата облагородува. Тоа го знаат младите задругари. Весели се часовите поминати во работа на земјишчето од задругата. Тие, покрај пролетниот зеленчук, уште одгледуваат и овошје, во прв ред јаболка, потоа грозје, ореви, пченка. А во работата на задругата, како што ни рече директорот на училиштето Александар Павловски, се вклучуваат и подрачните училишта. Така, например, во Патишка река постојат услови за одгледување на пчели. Тоа значи дека работата се проширува и со право се очекуваат уште подобри резултати во ученичката задруга. Во продолжение од емисијава, хорот и оркестарот при истото училиште испраќаат задругарски поздрав со песната "Го фанале едно моме".
Прошетката ја продолжуваме во селото Држилово, поточно во подрачното училиште Драга Стојановска, за да побараме уште едно детство, за да другаруваме со овдешните деца. Училишната зграда стара, но топла, полна со детски џагор. И едно во животот никогаш не се заборава. Првата училница каде што сте ја научили азбуката, првите чекори во училиштето што водат кон една поголема иднина, кон знаење. Можеби и првиот учител, кој ти ги откривал првите тајни во науката, кој знаел да те воведе во животот. Така и овие ученици се внимателни на часовите, ги слушаат советите на нивната наставничка Стевана Ничовска, покажуваат солиден успех. А и таа, еден ден, ќе се сеќава на својата прва генерација ученици, тогаш кога годините ќе протечат, кога овие деца ќе бидат возрасни. Околината на училиштето треба да биде убава. Таква е задачата на сите вредни ученици. А таа должност ја имаат машките. Тие ќе се погрижат да ја ископаат земјата, да засадат нешто, а во тоа ќе им помогне и нивниот наставник Павле Јанајкевски. Мотиките не се тешки за детските раце, зашто штом се сака, се може. Најпосле, просторот во кој секојдневно се престојува треба да биде уреден, треба да биде чист. Во часовите на слободните активности девојчињата најмногу го сакаат плетењето. Треба само некој да им покаже таму каде што ќе запрати иглите. Тие плетат украсни чорапчиња и разни ракотворби. Но да ја оставиме камерата сама да ги проследи детските прсти и она што тие знаат и умеат да го сплетат. Се враќаме од селото Држилово. Околу нас, насекаде, пролет и мај, најубавиот месец. Погледот ни го мамат цвеќињата и цутовите. Затоа се прашуваме, од каде тие убави бои, мириси, како се извршува опрашувањето во природата, за да има род на овошките, за да биде пораскошна пролетта. Постојат повеќе начини на опрашување. Понекогаш поленовиот прав сам паѓа на цветниот толчник, но во прв ред опрашувањето задача е на ветерот и на инсектите, посебно на пчелите. Меѓу билките за чие опрашување е потребен ветер, покрај тревите низ ливадите, спаѓаат и житните растенија низ полињата. Нивните прашници ги растресува ветерот, а поленовиот прав лета низ воздухот и паѓа на толчниците. Но опрашувањето многу често го вршат инсектите, особено на оние цветови што имаат светли бои и изразит мирис што ги привлекува инсектите. Пчелите, например, од нектарот на цветот прават мед, а од поленот се хранат. Така, додека инсектите го собираат поленот од цветот, тој се нафаќа на нивното тело и се пренесува на толчниците од другите цветови. Во пролет, колку трепетот на инсектите е поброен, толку пролетта е пораскошна, ветува побогат род, родна година. Затоа, пред да настапат во емисијава играорците од основното училиште Драга Стојановска во Ракотинци, да останеме уште малку меѓу овие прекрасни бои, меѓу цутовите на пролетта, зашто се она што е убаво, пократко трае.
Камерата на емисијата Скоп Стоп низ прошетката по Скопје наврати во детската библиотека Другарче, каде што постојано има некоја интересна изложба. Овој пат тоа се ликовите на писателите за деца, но во следниве минути изложбата ќе ја проследиме и преку перото на нашиот соработник во емисијава, Маријана Иванова. Што се случува кога Зоки Поки, малиот ловец Мице и Тошко и Снежка со својата 101 смешка патуваат со тротинет по цел свет? А што кога едно бело циганче и Рачко Плачко тргнат со чекори што не може да запрат во земјата во која никогаш не се стигнува? Тогаш им се случуваат чудни, многу чудни случки. Може да сретнат марсовци и глувци, да се запознаат со принцезата Бреза, да посматраат една игра на прозорец, да гледаат парада на цвекињата или пак да јадат јаготки, да плуват по сребрен поток во кајче полно желби. А кога сите заедно ќе се качат во возот на детството и ќе стигнат во дворецот на сказните, каде што во звездени вечери слушаат шекерна приказна, што тогаш? Тогаш сите деца растат големи. И вие растете или веќе сте пораснале со вашите омилени песни и раскази, приказни и сказни, кои за вас ги напишале современите македонски писатели за деца. Сите тие сега се заедно на изложбата Избор на писатели од современото македонско литературно творештво за деца во библиотеката Другарче, која ја организира во соработка со издавачката куќа Детска радост по повод на 40 годишнината од излегувањето на печатот за деца во Македонија. На изложбата се прикажани 32 автори и околу 200 наслови на книги за деца во прв ред изданија на Детска радост. Изложбата ја посети околу 5000 ученици од скопските основни училишта. Без разлика дали сте се уште деца или веќе пораснавте, оваа изложба ќе ве пренесе во волшебниот свет на детството, оној свет што никогаш не се заборава. Присуствуваме на редовниот тренинг на кошаркарската секција при основното училиште Ѓорче Петров во истоимената населба крај Скопје. Со каква самољубов се игра кошарката во ова училиште. Но кога зборуваме за кошарката, во прв ред мислиме на девојчињата. Без друго, за сета љубов, за сето знаење и за сите успеси во оваа игра, покрај кошаркарките, пофалби заслужува нивниот тренер и наставник Методија Наковски. Тој знае да ги мотивира и на тренинзите и во играта, па со право очекува уште подобри резултати. Покрај љубовта кон кошарката, битен предуслов за успех е редовноста и дисциплината на тренинзите. А за среќа, сето тоа меѓу овие млади и талентирани кошаркарки го има и нема да биде чудо ако во иднина некои од нив станат и познати имиња во женската кошарка, за која се настојува да застане на сигурни нозе во главниот град на нашава република. Впрочем, какви се плановите за понатамошната работа на секцијата? Тоа ќе ни го открие краткиот разговор со тренерот Методија Наковски и двете млади кошаркарки што спаѓаат во редот на талентираните. Што ќе ни кажете за работата на кошаркарската секција во ваше училиште? Кошаркарската секција активно работи во училиште и не случајно се успесите постигнати на малите олимписки игри. Тенденција е да ова кошаркарска секција помине во една кошаркарска екипа, кошаркарски клуб,
што најверојатно мислам дека ќе се надпреварува во македонската лига. Во оваа кошаркарска секција членуваат повеќе од 80 ученици, бројувајќи ги учениците од 3 до 8 одделение. Меѓу најдобрите кошаркарки можеме да ги споменеме и Колич Даниела и Манева Наташа. Добро, а вие што ќе ни кажете за кошарката? Каде се роди, кога заправо таа љубов? Кај мене кошаркарската љубов се роди од 7-то одделение. Со кошарката мислам да продолжам по завршувањето на 8-то одделение. Со намера ако се отвори овдека кошаркарски клуб, овдека да продолжам, а ако не, на друго место. А што ќе ни каже Наташа? Љубовта кон кошарката е многу голема, уште од малечка бев влюбена во топката, така да кога пороснав до 6 одделение се определив за кошарката, таа дел од мојот живот. Во слободните часови тренирам во салата и би сакала да постигнеме врвни успеси. Кога сме кај кошарката, си го поставуваме прашањето: како кошарката го добила името? Таа е веќе меѓународен спорт што се игра во секоја цивилизирана земја во светот. Неа ја измислил Джеймс Нейсмит во 1891 година. Тој сакал да пронајде некој динамичен спорт што ќе ги привлечи студентите по физичко воспитување на Спрингфилдската стручна школа во Масачусетс. Нейсмит бил канаѓанец, па ја комбинирал играта на канадските индијанци, наречена лакрос, и англискиот фудбал. Така добил нов спорт, онаков каков што му бил потребен. Во почетокот на голот имало само дрвен кош, па според тоа новиот спорт бил наречен кошарка. А во кошарката, како и во многу други спортови, според вештината на играчот му се одредува на кое место ќе игра. Оние кои се добри стрелци во кошот, секогаш се напаѓачи. Центарот обично е висок играч, кој умее во скок да ја дофати топката, да ја упати кон противничкиот кош или да му ја подаде на својот соиграч. Освен тоа, бидејќи е висок, лесно може да ја врати топката ако стрелците не го погодат кошот. Додека пак одбрамбените играчи ја спречуваат противничката навала да постигнува кошеви. Затоа, тие мора да бидат итри, атрактивни и секогаш подготвени за противнапад. Како и да било, денес кошарката е во оние најпопуларните спортови во светот. Ја оставаме кошарката и се навраќаме на фудбалот. А сонот за фудбалот може да почне на некоја обична селска ширинка. Секојдневно растрчување по топката. На таквите игралишта можат да се сретнат многу таленти, а секој од тие таленти сонува да стане познат фудбалер, да игра во големите градови, на познати фудбалски стадиони. Но едно е желбата, а друго се можностите. Па така, со текот на годините, сонот ќе остане потиснат некаде низ желбите неисполнети, полека ќе се подзаборави, зашто фудбалот, како и другите спортови, има своји звездени години во животот на човекот. Сепак, некој од тие таленти ќе успее, ќе стане и позната звезда, зашто фудбалот како игра треба да продолжи и да воодушевува милиони љубители. Приказната за фудбалот ја продолжуваме во Белград, а нејзините главни јунаци се популарните браќа, фудбалери, Бошко и Милко Ѓуровски. Момчињата од селото Жилче крај Тетово, сега веќе главни фудбалски звезди во тимот на Црвена звезда од Белград. Поточно, гостин во емисијата Скоп Стоп ни е капитенот Бошко Ѓуровски, а помладиот Милко, тој ден беше одсутен. Така пропадна можноста да се најдат заедно во емисијава. За Бошко велат дека е скромен, дисциплиниран, вистински капитен и играч каков што посакуваат сите клубови. Но да го чуеме што ќе ни раскаже за себе и за својот брат. Како почнува звездениот пат на браќата Ѓуровски. Во Звезда дојдов 76 година на препорака од мојот чичко и
по желба на татко ми Цветко. За првиот тим на Црвена звезда, првата такмица ја одиграв 79 година, тоа беше со Железничар во Сарајево, кога победивме со 1-0. Еден фудбалер да би успел во клубот како што е Црвена звезда, мора да биде прво да биде многу озбилен во работата, мислам, на тренингот, потоа мора да биде добар ученик и после тоа мора да биде добар студент да би успел и да би бил една комплетна личност. Со школото сум, можам да кажам, до сега задоволен. Основно училиште завршив во Македонија, а средно училиште завршив во Белград и сега сум на втора година на факултет во Белград. Што се однесува на мојот брат Милко, он во Звезда дојде 77 година, значи една година после мене. Тоа сите знаат дека јас и Милко сега играме во Црвена звезда и можам да кажам дека со неговата соработка сум до сега задоволен. Денеска имаме кондиционен тренинг со нашиот тренер Предраг Станоевиќ и со мојот другар Николиќ. Boško Đurovski je došao u Crvenu zvezdu sa 13 godina i ono što nas je posebno obradovalo, on je bio jedan od najboljih đaka Beogradske škole. Ovo mu je već 5., 6. godina, 7. u Crvenoj zvezdi, znači završio je kompletnu fudbalsku školu Crvene zvezde i sada na posljednjem testiranju je pokazao da su njegove funkcionalne sposobnosti izvanredne. Dovoljno samo da vam kažem jedan podatak, da on ima tako nisku frekvenciju srca da je njegovo srce sposobno da u toku 1 minute 35 litara krvi pruži. On recimo sada dok vi ovdje svi stojimo dišemo 8 puta u 1 minuti, njemu je dovoljno 2 do 3, 4 puta. To su fantastični rezultati njegovih sa testa, prema tome proces vremena će odlučiti za godinu, dve da on bude tam verovatno i evropska klasa. Растрчувањето на селските полјанки ќе продолжи. Ќе се раѓаат нови фудбалски звезди, но едно е најсигурно. Тежок е патот за да се стигне до успехот во фудбалот, да се постане фудбалска звезда, популарен играч. Од многу таленти, тоа на малкумина им успева. Затоа, пораката до сите млади таленти, оние што го сонуваат звезденото фудбалско небо, би била: бидете добри ученици, немојте да заборавите на учењето, зашто до звездите тешко се стигнува.